civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Благодарам. Прво му благодарам на Господ Бог за можност да бидам овде и мојот поздрав упатувам до вие кои ќе се овде и кандидатите за градоначалник Штип кои се овде на трибината со мене. Јас во име на мене како кандидат на градоначалник Штип и партијата која што застапувам, Интегра, ние сме задоволни до сега, земајќи во предвид времето кој што се наоѓаме, кој што не налага. Господ ни солда да бидеме креативни и во тоа сме креативни да се прилагодуваме према ситуацијата како што се нафрлува. Ние кампања ја водиме, верувам дека и сите други, не постои друг начин, не може класичен начин на кампања да се води, така да одредени средби остваруваме со минимизиран број на луѓе, повеќе делење на брошури, лепење на плакати, интернет и нормално и телевизијата. Така јас сум навистина задоволен за тоа што општината Штип и Штип како град им е познато кој е Џими и во тој контекст сматрам дека е одлеснување, не треба многу напор јас да правам да објаснувам кој сум, што сум на граѓаните на град Штип и општината Штип. Долгорочно, година, јас живеам и работам низ целата општина и широка Македонија и надвор од неа. Така да до овој момент се увива како што ние сме предвидели опацијата Интегра. Нашите проекти кои што ги предложуваме се како Штип, како општина и град да маршира напред во иднината или кон Европа. Сигурно е дека време 8-10 месеци за првиот мандат е недоволно, но и за тоа кратко време имаме неколку проекти со кои што ќе настапуваме за Штип, град Штип и општина Штип. Но главните проекти кои што ние нудиме за градот Штип, првото би било градена на концертна сала. Во Македонија не постои ни еден град каде има концертна сала. Штип и доликува на Штип како домакин на Макфест, прочуена Макфест, да има концертна сала. Затоа што во таа модерна, ултрамодерна концертна сала кога ќе се изгради, тогаш имиња, световните имиња, бендови, групи од цел свет би дошле, би настапувале во таква концертна сала. Така би автоматски ставило Штип во картата на културата во југозападна Европа. Второто би било хидротермалната проект кој што нудиме за Кежовица. Би сме дали концесија за 10 фирми, пример, каде би се изградило ултрамодерни сместување хотели, значи базенти, жакузи, сауни, и тоа би предизвикало или би било атракција за здравствен туризам. До сега нашите народ патувал во Бугарија. Зошто да не би патувале цела Европа во Штип, во Македонија, каде што има модерните услови кои што би нудило бањското туризам во градот Штип. Трето, како проект, Штип е текстилен град и би сме креирале слободна текстилна зона со цел кој фабрика ќе се згради во таа слободна текстилна зона би произведеле висококвалитетно финални производи
на кој на неа би требало да стои со гордост Маде и Македонија, без никакви додатоци. Произведено во Македонија. Тоа да се гордееме дека можеме ние да произведуваме висококвалитетна производ со нашето лого произведено во Македонија. До сега сите текстилните фабрики во Штип, чијат лон систем едва и добиваат по 200 евра плата. Четврто, агроберза. Во агроберзата кој што планираме како проект, со сосвен зграда, сите земјоделски производи во источниот реон и надвор од Македонија би се пласирале на таа агроберза. И предвидено е да се гради покрај карго аеродромот и држи место. За 10 месеци, кои што, ако сограѓаните ни дадат мандат, благодарение на бившиот градоначалник Закариев, патеката покрај реката Брегалница е изградена за помалку од 5 километар да се доизгради до Караоман. Тие 5 километри ќе се доизградат, ќе се сврзува Караоман со градот Штип. Велосипедски и пешачките патеки. Пребег би се сврзало, би се градило велосипедски патеки кои би сврзело Сушево аеродромот и 3 чешми за бициклирање. Ние имаме фондација. Окако ќе создадеме таа патека, нашата фондација стои да набавува велосипеди за сограѓаните, тие кои што не можат да се дозволат. И за тоа 10 месеци, ако ја даде мандатот граѓаните од градот Штип, Штип е најголем град во источниот регион. Доликува на Штип и на штипјани и на широка Македонија да се знае каде починува Штип и каде завршува Штип. За тие кои доаѓаат во Штип, каде официјално починува Штип. За тие кои излегуваат од Штип, каде збогум на најпрекасниот град, каде кажуваат збогум или пријатно. Би сме зградиле градска порта за влез од Штип, доаѓање од Скопје. Модерна архитектура. И исто така би било од другата страна, од Радовиш, Сумица, влегување кон Штип. Би се изградиле официјални градски порти со знака каде би се ставиле знамиња во време на празници. И тоа е. Проектите кои ние што ги имаме се многу, но останува збор како ќе се финансира. Ја морам тога да го кажам сега. Да бидем најасно. Нема да биде потрошено парите на граѓаните. Општината Штип од буџетот ќе извојува максимум 30% од купната капитал на капиталните инвестиции. Ние планираме да се финансира преку јавно партнерство од приватно инвестиционите фондови. Ние осваривме неколку контакти веќе, а имаме луѓе заинтересирани да инвестираат. Зборувајќи за тоа, луѓе заинтересирани, да го додадам овде, во бивша Југославија имаше студенти од целиот свет, а највеќе од Африка. За време на овој кампањ, оваа недела, тие станале кој министер, кој председател во нивните држави. Тие неколку од нив ме контактирали од вечера и денеска. Уште се затоплуваат, се загреваат за соработка.
највеќе, например, агропроизводите од општината Штип и пошироко од Македонија. Не можеме да продадеме никаде во Европа, заради законите. Но би сме можеле во Африка, како пример давам. Мојата најкратка порака за крај е ова. Јас ветувам само една работа. Динар нема да се изгуби од буџетот, ако дадете глас за мене. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.